Не знам дали имаме слушатели од Република Србија. Ако имаме, посебно ми е драго, посебно ги поздравувам и се надевам дека разбираат нашиот македонски јазик. Јас се трудам да говорам македонски. Ако нешто не е јасно, не е проблем да објасниме и на српски јазик. Битно за мене е дека секој своје слободно време го користам за дружење со пчелите, односно кога год во зимскиот период, кога не дозволуваат услови да се дружиме, имам своја работилница каде работам, изготвувам, припремам нови кошнички, нови оплоднаци, се што ми е потребно за таа наредна пчелна сезона. Нашата вечерашна тема е зголемување на пчелни семејства од сопствени ресурси или наразно кажано роење на пчели. А посебно за младите пчелари би сакал да истакнам што тоа представува роење на пчели. Представува поделба на едно добро развиено пчелно семејство на 2, 3 или повеќе пчелни семејства, при што одреден број на пчели со старата матица бараат нов дом. Значи старата матица излетува од кошницата со повеќе, по мене, по моје искуство, со повеќе од 50% од бројот на пчелите што се наоѓаат во кошницата, а во исто време остатокот на пчелите со новата матица остануваат во стара кошница. Неретко имаме и повеќе од 2 роја. Значи да едниот рој, да повеќе од 2 роја излезат од кошницата и формираат ново пчелно семејство. Видови на роење на пчели. Имаме природно роење. Поради тоа што рековме, значи преголем број на пчели во кошница, невработени, бараат нов, односно продолжеток на врста и сака од кошницата барајќи нов дом. Значи големеност на број на пчели. Имаме природно роење. Како сме виделе, сите сме виделе кои сме во пчеларството, рој патем на гранка. И не е лошо таквиот рој да го собереме. Понатаму, постои класичко роење, ние вече го почитуваме роење на пчели, поради тоа што природното роење во современо пчеларство не го баш почитуваме. Очекуваме повеќе нектар и мед и сите останати пчелни производи отколку роење на пчели. За младите пчелари, посебно за младите пчелари кои не пратат, а се надевам дека не пратат, сакам да напоменам дека е тоа непосакувана појава во современо пчеларство. А преку мојата презентација и моето излагање, сакам тоа да ви го кажам и да се уверите дека е стварно непосакувана појава во современото пчеларство. За да пчеларството рековме дека природното роење на пчели е непосакувана појава во современото пчеларство. Зашто во текот на презентација? Пчелното семејство, за да добие нагон за роење, треба се задоволат некои услови и тоа. Во кошницата ќе се намажат толку многу пчели, ќе има толку многу голем број на млади пчели, а многу малку отворено легло, така да тие ќе останат без работа. Тоа е прв предуслов да дојде да пчелното семејство влезе во роев нагон. Понатаму, недостаток на простор за матицата значи да носи јајца. Следен услов е недостаток на простор за сместување на полен и нектар. Што тоа значи? Значи, пчелите работат со самиот пролетен развој, носат доста полен, со појава на првиот нектар тие ќе носуваат и нектар, така да сите наши рамки, сите пчели во кошницата ќе бидат пополнети, матицата нема каде да носи јајца, пчеливе ќе бидат невработени и со само тоа пчеливе ќе бараат нов дом, ќе добијат нагон на роење или роев нагон. Исто така младиве пчели ќе немаат простор за влачење на воздух и изградба на саќи. Тоа ќе го правиме со додавање на нови сортни основи како би ги искористиле младите пчели за изградба на саќи. Понатаму, исто за младите пчели, фактори кои влијаат на роењето на пчели. Тоа е следно е лоша вентилација во кошницата, односно посебно во топли периоди.
Што значи тоа? Зголемен број на пчели во кошницава, нема доволно вентилација, не знам, може би некој од вас има овие подници, полни подници, кои не се со фиока, кои не се на мрежа, и во таквите кошнички е недоволна вентилација. Понатаму, големување на вратешна температура во самата кошница. Затоа што имаме преголем број на пчели и со само тоа се зголемува вратешната температура во самата кошница. И не е ретко ќе видиме и брада, тоа се оние пчели кои се закачуваат една за друга и стојат на самото лето на кошницата. Долготрajни дождови периоди, особено во месец мај, по моје искуство за овие 8 години, во месец мај секогаш неретко моите пчели добиваат роев нагон, управо поради тие зголемени денови на дождови периоди. И исто од еден од фактори кои влијаат на роењето е ако имаме стара матица. Затоа во современото пчеларство матиците ги именуваме после втора, а некогаш и после прва година. Секогаш да имаме млада матица во кошницата. Кои се знаци на роењето? Прв знак на роење е формирање на матичниците по краевите на рамовите. Тоа ќе го видите на следнава слика. Во овој случај гледате затворени матичници скоро пред отварање, пред излегување на матицата. Тука нема што многу да сториме, оваа пчела најверојатно ако има оваа пчелно семејство кој има вакви матичници, најверојатно ќе не се изрои. Треба да направиме преглед, да ги срушиме тие матичници, али мислам дека во овој случај со вакви матичници ние доцниме. Пчелите стануваат мрзеливи, ќе се појави брада на кошницата, тоа го спомнавме. Матицата ослабнува, самите пчели ја спремаат матицата за тој лет, за тој излетување, за роење, поради тоа што она е тешка, ја хранат со матична млеч. Во овој период ќе престанат да ја хранат со матична млеч, таа ќе ослабне и ќе биде спремна за излетување, односно за роење. Понатаму, како ние како пчелари современи да го спречиме роевиот нагон на нашите пчелни семејства? Треба да го прошириме плодишниот простор. Во пролетниот развој, во зависност од тоа на колку рамки ни била зазимена кошницата, дали 7, дали 8, зборам за 10 рамни пчелни семејства, треба во пролетниот развој да додаваме сатни осми. Но не треба и да брзаме со додавање на сатни осми. Самата пчела, значи, треба да направиме преглед, па нека бидат и почести прегледи на 7 до 10 дена, да ја пратиме пчелата, самата пчела ќе ни покаже на нас кога треба да додадеме сатна основа, со градење на заперци, со преголем број на пчели кои ќе поминат преку преградната даска, така да у тој период додаваме сатна основа. Не ви препорачувам да додавате по 2, по 3 сатни основи, најдобро е да се додаде по една сатна основа, да се изгради убаво, затоа што тој восов или го треба наредните 4-5 години. Наредна мерка во спречување на роевиот нагон е поставување на медиштата или полумедишта. Што добиваме со тоа? Значи, без разлика дали ќе поставиме матична решетка или нема да поставиме матична решетка, поставуваме медиште, односно полумедиште, така добиваме простор каде што може младата пчела да се качи во полумедиштето или медиштето, да гради восов, да ја запослиме. Поентата е да се запосли младата пчела. Ова што го рековме, по можност секој да си има млада матица, е убав услов, значи млада матица многу помалку има нагон за роење отколку стара матица. Вентилација во кошницата користете, јас користам за сите мои пчелни семејства, имам подници со мрежа, значи со фиока, и во месец мај се обавезно сите пчелни семејства отворени. Сама појава на пчели на паша може да го прекине роевиот нагон. Значи, имаме доволен број на пчели, сме прошириле со полумедишта и медишта, или медишта, и при сама појава на пчелината паша, пчелите може да се определат да собираат нектар, отколку да се ројат. И тоа сум го доживеал на моите пчеларници. Мерка која јас ја препорачувам за сите сериозни пчелари е да се прави преглед на сите пчелни семејства на секои 7 до 10 дена, затоа што во тој период можеме да видиме дали на краевите на рамовите има занесено, матицата дали има занесено во матичните келии.
Ако има, јас така работам, ги рушам, го спречувам левиот нагон и наредните 7 до 10 дена, обично тоа ќе видат викенди, значи недела па недела, ги рушам тие матичници, односно тоа се почетоци на матичници. Додека не дојде до појава на паша. Може една добра работа од моја досегашно неголемо искуство да биде минатата година, затоа што во Кумановскиот регион ние немавме роев нагон кај нашите пчелни семејства. Тоа значи дека немавме ни појава на добра паша, пчелина паша. Предпоставувам дека ако надвор вон кошницата има појава на добра паша, тогаш и роевиот нагон ќе биде зголемен. Ако немаме роев нагон, како што беше минатата година, немаме ни мед во кошницата. И на крај, како една од мерки за спречување на роевиот нагон е вештичкото разројување на пчелните семејства. Понатаму, кои се предности на вештачкото разројување? Може да се направи кога е потребно. Без разлика дали во кошницата има, ако имаме веќе готови затворени матичници, таа кошничка можеме да ја поделиме на 2 или на 3 дури пчелни семејства, али тоа зборувам за наши услови во Република Македонија, да се направи во месец мај. Кога имаме уште појава на некоја ливацка паша или кај нас у Куманово драка или чалија, значи каде што може самото семејство да се обезбеди храна за сигурно презимување. Се работи со малку потрошено време, тоа се мисли дека нема потреба да се качуваме по дрва, да собираме роеви. Не мора да значи дека ројот ќе се фати на дрво, али може да се фати и во оджак да го најдеме и под стреја на некоја куќа, така да све тоа е губење на време. Ако имаме 50 на пчелни семејства, ние губиме време со фаќање на некој рој кој се наоѓа на место каде што ние не сакаме да се трудиме да го собереме. Јас за 8 години пчеларско искуство немам ниту еден рој соберено од гранка, од оджак, од стреја. Немам, затоа што првите 3-4 години, па и 5, имав помал број на пчелни семејства. Редовно си ги правев овие прегледи на 7 до 10 дена и со самите прегледи, со рушење на матичњаци, го спречува проевиот нагон. И имав успех. Сите матици кои ми се одбележени, повторно на крајот на сезоната ги наоѓав во пчелите. Додека како го зголемивме бројот на пчелните семејства, имаме појава и во наше присуство, значи на пчеларниците, имаме излегување на рој кој не умееме да го собереме. Признавам, значи не умееме да го собереме, или е многу високо во дрво фатен, или едноставно не сакаме да губиме време, затоа што имаме многу пчелни семејства, се трудиме тие да ги задржиме. Со вештачкото разројување се спречува и нагонот на природно роење. Значи, ако имаме пчелно семејство во пуна кондиција, со многу храна, со многу полен, храна се мисли на нектар, на мед, со многу полен, тоа пчелно семејство може да се разрои лесно и да се добие уште едно пчелно семејство. За цело време значи, на вештачкото роење ние не го намалуваме нагонот на собирање на храна, затоа што на време тоа сме го направиле. Нашите пчели тогаш не доаѓаат во некоја мрзлива состојба каде што не работат ништо. Не знам ако е до сега во ред да продолжиме. Начини на вештачко разројување. Сигурен сум дека имаме сигурно многу искусни пчелари кои разројуваат на разни начини, но јас вечерва сакам исклучиво да зборувам за метод по кој јас и брат ми, значи работиме двајца на пчеларниците, како ние ги разројуваме нашите пчелни семејства. Прво што работиме е поделба на пола на пчелното семејство. Што правиме? Зголемувањето на бројот на пчелни семејства со поделба од едно пчелно семејство на 2 го правиме исклучиво со ланкрутови кошници и тоа на следен начин. По завршувањето на багремова паша, 20-25 мај, во зависност од сезоната како е, и до тогаш имаме спремни наши матици произведени,
Пчелното семејство кое е на две полни тела, пчели, легло, полен, мед, го делиме на две семејства. Како го делиме? Ја пронаоѓаме матицата, ја ставаме на страна покрај кошничка. Значи на тој рам каде што сме ја нашле матицата, ја ставаме на страна да случајно не ја ставиме во новото пчелно семејство кое ќе го формираме. Со сите пчели нормално кои се наоѓаат на таа рамка. Втора работа е горното тело го симнувам и го поставувам на ново место на пчеларник. Значи од местото каде што е наоѓало тоа пчелно семејство, горниот наставак или тело го симнуваме, го поставуваме на нова подница, на ново место во пчеларник. Али не го оставаме како што сме го симнале. Претпоставам дека можеби во тоа тело ќе имаме повеќе мед од легло или обратно. Затоа правиме преместување на некои рамки. Во ново формираното тело, односно ново формираниот рој, обично ставаме две рамки со отворено легло, две рамки со затворено легло, две рамки со мед, една до две рамки со полен, во зависност колку полен има во семејството што ќе остане на првото место. И во истото тело, значи во новото тело стресуваме многу млада пчела. Од сите отворени рамки јас стресуваме таа млада пчела на ново формираниот рој. Зошто? Затоа што сигурно старата пчела која се наоѓа во ново формираниот рој ќе ни се врати во старата кошница. Најбитно од се е додавање на млада оплодена матица во ново формираното семејство. Кога ја додаваме матицата? Штом ќе ги поставиме овие две рамки со отворено легло, две со затворено легло, две со мед од страна, една рамка исто измеѓу мед и леглото, поставуваме, ја ставаме матицата веднаш, значи тоа е за 10 на 15 минути се работа. Зошто ја ставаме веднаш? Сигурни сме, значи од наше искуство, сигурни сме дека пчелите, старата пчела ќе се врати во стариот рој. На старото место се враќа старата пчела. Во новиот рој останува млада пчела и за 24, односно 48 сати ја ослободуваат матицата. Имаме преку 95% прием на матици со вакво разројување на лансрутови пчелни семејства. Најбитно, реков, во новото семејство додавам исклучиво нова оплодена матица. Не викам селектирана, исклучиво нова оплодена матица, која сме произвеле во наши оплодњаци, нормално со промена на место на спарување на истата, на матицата, и ја додаваме во тоа ново формирано семејство. Многу ретко додаваме зрел матични. Исправно е, ама многу ретко. Зошто се ова го правиме? Зошто е добро да се додаде млада оплодена матица? Ново направениот рој не е добро да се остави сам да си произведе матица поради следни причини. Ова е све мој заклучок од досегашното искуство. Никогаш вака не сум работел, значи да разројам пчела и да ја оставам без матица. 16 дена додека се изведе матицата во новиот рој. Тоа е природна матица. Неретко се случува да пчелите од таа вознемиреност, пошто немаат матица, да матичник повлечат и од јајце постаро од 3 дена. Значи да таа матица не се изведе за 16, да се изведе за 14 дена. Не сум сигурен, значи не знам колку таа матица која јајцето, односно ларвата е почната за пчела, па е пренаменета за матица, колку ќе имаме квалитетна матица. Тоа се 16 дена додека се изведе матица. Понатаму имаме 8 до 12 дена истата матица да се оплоди во природата. Значи како и да е се извела матицава, она мора од 8 до 12 дена да излезе на оплодување. Но минатата година, не знам поради климата или поради што, матиците се оплодува и 15 и 16 ден. Водиме строга евиденција и им приметивме дека матиците се оплодуваат и многу покасно. Значи до сега имаме, ајде да земеме 10 просек од 8 до 12 дена и 16, 26 дена. Понатаму, првите јајца што ќе ги снесе таа оплодена матица, додека се изведат новите пчели, ќе помине 21 дена. Вкупно,
имаме 50 дена. Тоа ново формирано пчелно семејство ќе остане без легло, односно без нови пчели 50 дена. Точно сме ставиле ние 2 рамки со затворено легло, 2 рамки со отворено легло. Но сета пчела која тогаш кога сме го направиле ројот е млада, за 50 дена поради истрошеност, поради работа ќе угине од природна смрт. А тие 4 рамки што сме ги ставиле со легло нема да бидат доволно, значи ќе се намали бројот на пчелите, нема доволно да ја хранат матицата и таа матица, иако е добра и млада, нема да носи јајца. Може и вака да се разруват, али моја препорака за сите пчелари е да, ако не произведувате матици, инвестирајте во набавка на нова оплодена матица. Никого нема да рекламираме одека, али во Скопје имаме наш фантастично добар пчелар, професионалец, кој произведува матици. Исто така имаме уште неколку пчелари во Македонија што произведуваат квалитетни матици, така да слободно инвестирајте во млада матица. Нормално, претходно треба да прочитате малку, зборувам посебно за младите пчелари, како да ја додадете, да направите убава контрола, да случајно не ви при тоа разројување имате залетано некој затворен матичник, па се издава некоја мала матица која не е оплодена, а вие додавате нова матица, тогаш нема да ви ја прими. Понатаму, ова е пчеларник во село Младо на Горичане. Сега сакам воедно и да ви се представам во текот на темата. Значи, пчеларник во село Младо на Горичане, каде што имаме само ланструк кошници. Тоа е пчеларник кај господин Новко Спировски, голем љубител на пчели. Пчеларникот изгледа вака и сите има преку 34-5 семејства, не сум сигурен. Сите овие семејства се досега разроени со систем поделба на пчелно семејство на пола. Понатаму, гледате на оваа слика, имаме ново поставени овие постолја за поставување на нови пчелни семејства и здравје Боже по багремовата паша ова година, ако биде све окей, значи ако биде добра сезона, ќе направиме разројување на сите овие пчелни семејства со нови роеви, а за кои веќе имаме спремно и тела, и подници, се што ни е потребно за разројување. Мој начин на зголемување на пчелни семејства, ја заедно со брат ми, значи, огледуваме околу 200 пчелни семејства, во главном се Даданблат, и во Младо на Горичане имаме некаде 35, односно 40 пчелни семејства ланструк. Во 2013 година купив 17 даданблатови пчелни семејства седморамни. Ги населив во сопствени кошници од моја изработка. Пчеларникот се наоѓа во село Врачевци, тоа е 500 метри надморска висина, во правецот на Кокино. Тогаш бев млад пчелар, неискусен и нормално не зголемував број на пчелни семејства. Успешно ги презимив сите тие 17 пчелни семејства и цело време преку нашето здружение, од прв ден сум, значи, член на пчеларско здружение Пчела од Куманово, и од прв ден сум присутен на сите збивувања во организација на пчеларското друштво Пчела од Куманово. Значи сите настави, предавања, обуки, посета на семинари, еве сега дојдовме и до онлайн предавања. За цело време едукација. Заврши таа 2013 година, јас како млад пчелар, значи немав ни грамнет, а може би сезонава беше лоша, но најбитно за мене сите 17 пчелни семејства ми презимеа. 2014 година, читајќи книги, значи посетувајќи разни семинари и дружење со пчелари, љубовта кон пчелите ми се зголеми и решив да ги проширам моите пчелни семејства, но не бев спремен да проширувам од сопствени ресурси. Решив да купам уште 15 нови роја. Ризикував. 17 презимени, нарачав 15 роја, кои ги земав негде во 20 април, значи пред мај. И таа година нормално не отидов на море. Сите пари отидоа за пчели. Исто така решив во зимските услови да се занимавам и со изработка на кошници и се што ми е потребно
за пчеларството. Значи, се што ми е потребно правам сам, сега со помош на брат ми. И тогаш имав добра логика, ако едноставно не бидам добар пчелар, може да бидам добар столар, па имам пак интересно хоби. Изработив 15 дадан младкошници, ова е слика од тоа време, 2014 година, 10 нуклеуси на 6 рама, 30 мини оплодњака и направив неколку медишта како пчелар почетник. Набавив и ентер апарат, учев, читав, се интересирав, решив да работам, да произведувам матици со ентер апарат и до ден денеска работам исклучиво со ентер апарат. Нормално едукација секогаш е присутна, секогаш читаме, секогаш се интересираме. Сите настани сега е многу интересно ова едина позитивна страна од ова корона. И ова што секоја вечер скоро имаме онлайн предавања, дали ќе биде од Република Србија, синоќ имавме од Република Бугарија, денеска од нашето здружение, но исто така благодарност до Матици Скопје која се ова ни го возможува да го работиме. Понатаму, кажувајќи ви го овој мој развој, ќе ви објаснам и темата како јас разбројувам пчелни семејства, но како зголемувам собствени ресурси. Купени беа и населени нови 15 семејства на друга локација, тоа е село Драгоманце, 350 надморска висина и двата пчеларника ми се оддалечени од 3 километри. Ги произведов првите матичници. Помош имав од колеги мои постари пчелари. Значи, првите матичници по систем на Ентер произведов преку 35 матичници. Ги населив мини оплодњаците и конечно бев спремен за зголемување на пчелни семејства од сопствени ресурси. Како тоа го правевме? Уште мал дел имам увод за тоа, значи кога сака. Сезоната 2014 беше мощна и добра, имавме многу убава сезона, полни медишта. Јас како млад пчелар имав и преку 500 кила мед од 30 на пчелни семејства, бев презадоволен. Подготвив оплодени матици имав преку 30, не ми требаше толку, но имав, сакав да подарам, да се пофалам на колеги пчелари дека сум произвел матици, подарував матици и дел од нив менував кај мене. Спремни нуклеуси имав веќе поставени во пчеларникот, беа празни, но веќе поставени за разројување. Сега, како разројувам? По симнување на полумедиштата, наредниот ден ги симнувам полумедиштата, медот иде во магацин, односно да се спрема за вртење. Отпочнав со вештачкото разројување на мои пчелни семејства кои ми се на мене покажа многу успешно и до ден денеска така правам зголемување на пчелните семејства. Први што правам? Од едно пчелно семејство, кое е 10-рамна млатова кошница, вадам по 2 рамки, 1-2 рамки со пчели, мед, полен, перга, значи сите пчели што се наоѓаат на тој рам, но без матица и ги ставам во веќе спремен нуклеус без никакво прскање на пчели. Нуклеус нормално затворено лето, отворена подница која е мрежаста заради вентилација и ставам тие 2 рамки во пчелно семејство, а на ова пчелно семејство кое ќе остане на 8 рамки му ставам веднаш преградна даска. Втора работа, од наредното второ пчелно семејство, ја повторувам комплетно истата постапка. Зимам по 2 рамки со сите пчели кои се наоѓаат на таа рамка, со постоечкото легло или и не мора да има легло, некаде каде што самото пчелно семејство дозволува да земете мед, ќе земете една рамка со мед. Каде што имаме повеќе полен, ќе земете повеќе полен. Каде што имате повеќе легло, ќе земете легло. Тоа е само моја препорака. Истите пчели без никакво прскање, нема ракија, нема алкохол, нема вода, нема ништо. И ставам во истиот нуклеус. Трета постапка, значи трето пчелно семејство, ја повторувам истата постапка, без матица ставам 2 рамки. Тука имаме малце се губи време на барање на матица, но тоа со искуство ќе дојде само и ќе видите дека многу брзо
Особено во Дадан Блатова кошница многу лесно можете да ја најдете матицата. Обично се наоѓа на рамка со отворено легло и рамката што има простор да занесува. Вишокот на пчели кои се наоѓа во полумедиштата од претходниот ден, кои се исто така незапослени, ги стресувам во новиот нуклеус. Значи таков шесторамен нуклеус стресувам комплетно, значи пчела што ја имаме тогаш на поклопната даска и таквиот нуклеус го затегам со каиши и ги пренесува, односно така направив 10 нови нуклеуси од расположивите пчелни семејства кои ги имав и ги пренесов во вториот пчеларник. Штом ги пренесов, значи ги поставив на место, отворив лета, оставив 5 до 10 минути пчелава да се ориентира каде, одма додадов млада оплодена матица во кафес и нормално после тоа дополнив со храна. И една напомена, доколку сме во можност, значи да формираме нов број од 3 пчелни семејства, обично ги барам најстарите рамки и ги вадам најстарите рамки кои ги пренесам во новото пчелно семејство. За следнава година во пчелново семејство од кое сме земале 2 рамки со пчели, има можност да добие 2, односно 3, па и 4 рамки, затоа што овие последни рамки веројатно ќе бидат празни, па ќе ги тргнеме, ќе ги искористиме, ако се стари ќе ги претопиме, ако се понови ќе ги искористиме за појачување на овие 10-рамни нуклеуси, односно 6-рамни нуклеуси кои треба да се прошират, кои би требало да се прошират. И значи да ова пчелно семејство кај нас не останува добие поголем број на нови рамки со нови сортни отпор. Понатаму, ова што го кажа, пчелните семејства од кои земав по 2 рамки останува до наредната сезона со 8 рамки и задолжително поставувам преградна даска. Сум имал случаеви да оставиме пчелни семејства да презимат и на 10 рамки. Никаква корист немам јас од тоа пчелно семејство кое презимило на 10 рамки и ова што презимило на 8 рамки. Пчелава обично прeko зима ќе се собере на 4, 5, 3, 4 па и 5 улици, така да целиот тој мед што го имаме го концентрираме на 8 рамки со преградна даска, да и нормално ако дохрануваме, а пошто месец јули, август кај нас па и септември се сушни, немаме никаков принос на нектар, значи мора да дохрануваме, тогаш додавам шеќерен сируп 3:2, значи во корист на шеќер и така ги зазимувам пчелите. Исто така, по завршувањето на ова разројување, започнувам со третман на вароа, значи се трудиме сите пчелни семејства и овие кои ни беа медоносни и ново направените пчелни семејства добиваат ист третман на вароа. Целта ни е да ја бутнеме таа вароа што се наоѓа во моментот на пчелата, додека ќе чекаме, значи јас практикуваме да во месец октомври, кога ќе снемаме легло во кошничка, направиме уште едно задимување на пчели, да можеме повторно да бутнеме некоја вароа од нашите пчели, кога немаме легло. И нормално на крај доаѓа и оксална киселина, ама тоа е некоја друга тема. Понатаму, како млад пчелар, после 2-годишно искуство, сезоната 2014 е завршен со големена бројна состава на пчеларникот од 10 нови семејства и бев пресреќен поради тоа. Значи имав 32 семејства, сега имам 10 нови, 42 семејства, тоа е за мене успех. При тоа имав и 500 килограми мед. Таа иста сезона. 2015 година продолжив со зголемување на пчелните семејства со иста метода од сопствени ресурси. По успешното преземување на тие нуклеуси шесторамни, истите нуклеуси, ги гледате на слика, ги префрлив во 10-рамни кошници. Значи, спремна е 10-рамна кошничка, нуклеус на 6 рамки, кој во тоа време, негде 15 април, веќе има на 5 рама убаво расширено легло, значи додадена на време на разројување додадена нова оплодена матица и самите пчели кажуваат дека бараат проширување. Таквите пчели од овие нуклеуси ги ставаме во 10-рамна кошничка,
користиме оние рамки, ако се сеќавате од претходниот слайд, што ви реков, ако се добри ги оставаме, ги чуваме, да ги прошириме овие нуклеуси. На овој нуклеус би додале една рамка сотна основа и една рамка извлечена. Значи би дошло на 8 рамки и така до влезла багремова паша, значи кај нас во Куманово, тоа е негде после 10 мај. Која ретко ја фаќаме, да бидам искрен, али се водиме багремот кај нас цвета после 10 мај, во мојот крај посебно. И таквите пчелни семејства за мене како млад пчелар во тоа време, значи за мене во тоа време како млад пчелар, таман овие семејства беа толку некако коректни према мене, ни во еден случај не дојде во ситуација да овие пчелни семејства што ги направи прошла година дојдат да добијат роев нагон и да ми се избројат. Некако тоа се поклопи се, таман дојде. Значи сезоната на проширување со сезоната на медење на растенијата. Понатаму, за среќа, и 2015 година беше многу успешна и медна. Имавме полни медишта, исто така. Али побитно од се, што мојата љубов кон пчелите ја пренесов на брат ми, кој активно се вклучи во пчеларството и сега, значи, буквално се што работиме заедно. Заедно правиме план за проширување на пчеларниците, заедно правиме матици, заедно произведуваме нуклеуси, се што ни е потребно, заедно работиме. Значи имаме план и заедно работиме. Всушност да одгледуваме 200 пчелни семејства, сам никако не би можел да одгледувам, али со негова помош може. Сега работиме со 3 ентер апарати, произведуваме поголем број на матици, го зголемивме бројот на мини оплодњаци. Значи сега имаме преку 100 мини оплодњаци кои ги користиме за производство на матици, боглам за собствени потреби. Сакаме да подариме и на млади пчелари кои доаѓаат кај нас на пчеларник да учат, да им подариме и млада матица, да ги израдуваме да направат некој собствен рој со мала помош, али со цел да и они еден ден научат да произведуваат матици, како полесно би проширувале пчелни семејства од собствени ресурси. Исто така, битна работа е да сите овие мини оплодњаци, кога ќе заврши сезоната, едноставно не ги уништуваме, него имаме направено такви пчелни касетки, некои во кои ги собираме и сите овие оплодњаци од стотина оплодњаци правиме 10 семејства во кои имаме нова матица која може за наредната пролет, ако презими, во 95% случаи презимуваат, значи одека се овие оплодњаци се на 5 или 6 рамки, тие наши касетки се со 45 рамки, тоа е имитација на едно петорамно да намлатало пчелно семејство, така да можат успешно да презимат и по презимување само ги делиме тие такви касетки наши, така наречени касетки, ги поставуваме во оплодњациве, каде што имаме на тие рамки легло, каде што имаме мед, само додаваме пчели и такви оплодњаци се спремни за производство на матици. Значи, од 2015 наваму, секое наше проширување на пчелно семејство се заснова на тоа да по завршување на сезоната осубираме медот и понатаму, значи, следна чекор е раздројување на тие пчелни семејства. Еве овдека имам некои слики да видите дека како произведува матици, значи кој работи со ентер апарати, кој произведува матици, знае дека и тоа е одговорна работа, треба на време да сте тамо, али кога ќе имате готови матици, многу лесно е да направите нов рој, кога god посакате. Сега веќе располагаме со повеќе од 70 нуклеуси, разновидни, 4 рамки, 5, 6, 7, и истите, како на ова е слика од завчера, значи ова е четворорамно семејство, Дадан Блатово, кој успешно презимува, нема никакви проблеми, полно е со храна, никаква погача, без ништо, ова пчелно семејство ќе се развие и најверојатно ќе биде еден убав рој негде до пред 1 мај на 7-8 рамки. После 8 години успешна работа, дојдовме во ситуација да спремиме некој пакетен рој на собствени ресурси. Така да, кога ќе
зацртавме у план дека ќе имаме 200 семејства, немаме потреба повеќе од зголемување, едноставно и немаме време да повеќе гледаме. Исти доаѓаме у ситуација да на крај на сезона продадеме и некој рој. Понатаму, како потврда дека работиме правилно со оваа метода, значи со одземање на 2 рамки на пчелно семејство по завршена паша, по пашна сезона, значи по собирање на медот. Сакам да кажам дека сите тие ново презимени нуклеуси во 95% случаеви се нови медоносни пчели. Ова е период 2017 година, значи кога немавме доволно медишни настаци, ова се седморамни пчелни семејства, немавме доволно, како се викаат, полумедишта, да го собереме медот. Гледате дека секој седморамно пчелно семејство има матична решетка. Стававме 10-рамни медишта и верувајте ми дека таа сезона имавме полни полумедишта од нуклеуси направени по овој метод по завршена паша во минатогодишна сезона. Значи седморамен нуклеус, односно тоа е веќе добро пчелно семејство, може да ни даде и до 20 килограми мед. Тоа е што го реков, значи што го гледате на сликите, позади на сликите гледате дека имаме 10-рамни семејства, но и овие нуклеуси направени прошла година се во состојба да бидат медоносни пчелни семејства. Но мое мислење е дека за се е заслужна оплодена матица која им е додадена по завршената паша, значи веднаш по разбројувањето на пчелните семејства сме додале оплодена матица и немаме проблем со разбројување на пчелите. Заклучок, мој заклучок, да ги искористите сите пчелни семејства да донесат што повеќе мед во таа сезона. Ако го прифатите мојот начин на зголемување на бројот на пчелните семејства по завршениот пашен период, не претерувајте со преголемо зголемување на пчелни семејства. Тоа го имам слушаното и на некои предавања, на пример нашиот председател, сегашен председател на нашето дружение Пчела Куманово. Тоа е од него, сум земал пример од него, значи не треба да се да правиме многу роеви кои нема да имаат шанса да ја презимат зимата. Подобро ќе направиме помалку роја кои ќе имаат шанса да ја презимат таа зима. А исто така овој систем на нас ни го имавме едно предавање од професорот Ѓоко Зечевиќ од Србија. Не знам дали не слуша, ако не слуша го поздравувам. Тој имаше една изрека и јаре и паре. Ова е, мислам, тој метод. Да ја искористиме сите пчелни семејства да донесат што повеќе мед на крај на сезона со претходно спремни нуклеуси, со претходно произведени, ако не произведиме, ќе нарачаме од некој произведувач на матици, ќе нарачаме доволно број на матици да ни ги испорачат тогаш кога може и кога ние планираме да ги разброиме тие пчелни семејства и штом ќе разброиме нормално да им дадеме шанса да квалитетно ја презимат таа зима. Ова е што го кажат, значи набавете ако не произведувате нови оплодени матици. Во зимските периоди, кога немате работа на пчеланиците, правете планови, читајте книги, припремајте нови нуклеуси и нови кошници. Секоја помош за време на зголемување на бројните семејства ќе ви е добре дојдена и секогаш имајте помошник. Ова е најнов производ од нашата работилница, ова е кошничка направена ова зимо. И чекаме 15 април да ја населиме од некој нуклеус, ова е 10-рамна Дада Млатова кошничка. Се надевам дека ова кошничка ќе ни го краси пчеларникот и ќе биде уживање и за око да седиме и да гледаме преку прозорциве што се случува внатре. Ако смета, ако приметиме дека овие продукти сметат, лесно е, ќе направиме дрвени капаци, а можеби ова кутичка ќе биде уште поубава. Благодарам на вниманието. Ако нешто не сум ви кажал како што вие мислите, слободно прашајте. Тука сум, што знам ќе ви одговорам, што не знам ќе ви кажам не знам, можеби нешто ќе научам од вас. Фала пуно и уште еднаш благодарам на вниманието.